нашата редовна рубрика во која со задоволство ги неуваме настаните кои што се случуваат како во главниот град, така и во нашата земја. Кога зборуваме за младите и за тоа како може еден позитивен пример да делува на нив, впрочем како сите млади да бидат привлечени од музиката, доброто расположение, а при тоа квалитетно да се забавуваат, наспроти она кое што за жал го имаме и како негативен пример, треба нели свесно и одлучно да ги насочуваме кон вистинските нешта. Па сакаме тоа да го правиме со утринска на Телми и се разбира преку утринското будење неуваме голем број настани, така и ова кога нели изборувавме на самиот почеток на најавата детските мюзикли или фестивал на детски мюзикли кој што не очекува на крајот на месецот 30 и 31 мај. Со задоволство тоа го неуваме со Наташа Лалчевска која што ја имаме онлайн и ја вклучуваме. Наташа, добро утро. Добро утро. Добро утро на сите во студиото на телевизија Телма и на вашите гледачи. Наташа, верувам дека нашите гледачи добро ве познаваат, со оглед на тоа што и во утринската сме имале различни разговори, поточно сме имале поводи, секогаш поврзани со музиката, односно мюзиклите и тоа кое што го прават младице, а сега навистина имаме што да најавиме, еден спектакуларен настан не очекува на крајот на мај, Убавицата и ѕверот, еден одличен мюзикл или да речеме настан кој вреди да се посети, па ќе ве оставиме во продолжение и да ги споделите деталите. Да, ви благодарам, се надевам дека сме веќе препознатливи по мюзиклите кои веќе 8 година ги работиме тука кај нас во Скопје, со млади од основните и од средните училишта од целиот град. Така да се надевам дека шириме освен култура, шириме и едно другарство, едни вредности човечки кои понатаму секој млад човек ќе го изградат во еден успешен човек. И ова приказна која овој пат ја раскажеме, Убавицата и ѕверот, една безвременска приказна со преубава музика која веќе е видена и како анимиран филм и како филм направен од Дизни. Овој пат гледачите ќе можат да ја видат во живо во МКЦ на 30 и на 31 мај од 19 часот во склоп на фестивалот кој веќе го најавивте. Многу се радувам што оваа приказна повторно ќе ја прикажеме на пошироката јавност, бидејќи за прв пат овој мюзикл ние го изведовме во 2020 година во едни, можам да кажам, многу природни услови, кога започна пандемијата, меѓутоа со многу напори издржавме да го направиме што онлайн подготовки, па потоа и во живо, онака како дозволуваат тогаш условите. Меѓутоа многу мал број на публика го виде овој мюзикл и одлучивме сега со нова постава, со нови учесници да го поставиме повторно на сцена, онака да биде виден во едно убаво светло. Така е, да, Наташа, точно дека во неколку наврати во минати изданија сме зборувале за овој мюзикл и навистина е од големо значење, генерално заради тоа што мюзиклите не се толку чести кај нас, а од друга страна вие сте доказ дека навистина имаме можност и квалитетни деца кои што можат тоа да го направат на едно високо ниво. И во оваа нова поставка, како што споменавте, учествуваат околу 50 на деца, па ајде малку околу тоа кој се ќе биде на сцената во смисла на тоа колку луѓе ќе ве има и колку време трае подготовките со оглед на тоа што напоменавте дека станува збор за една нова постава на токму овој мюзикл. Оваа година малку подоцна започнавме со подготовките, бидејќи нашиот претходен мюзикл Аладин го изведувавме некаде до февруари, значи со Убавицата и ձверот започнавме од крајот на февруари, со интензивни проби. Веќе сме кон крај на подготовките. Се комплетираат костимите, кореографиите, сега веќе се спојуваат сите елементи кои се составен дел од еден мюзикл, пењето, танцот, глумата. Така да сметам дека подготвени ќе го дочекаме 30 мај. Заедно со мене работат моите колеги Радо Алексовски, кој е наш актер, работи на актерската игра и на режијата на овој мюзикл. Потоа младите кореографки кои доскоро беа наши членови, им даваме можност да се, имаат воедно и големо искуство
во танцувањето, Калина Александар и Јована Спирковска работат на кореографиите на овој мюзикл. Тоа е тимот, инаку главната улога на Бел ќе игра Настасија Ѓоргиевска, Дверот ќе го игра Петар Златков, и тоа се наши долгогодишни членови кои заслужено си ги добиваат овие улоги со многу труд, многу љубов кон мюзиклите, кон ова што го работиме, многу голема посветеност, даваат една посебна магија на сцената. Така е, тоа може да се забележи и во делот фотографиите кои што во моментот одат како инсерти се разбира од Аладин и волшебната ламба, но за фотографиите од Убавицата и Ѕверот во иднина, односно од како веќе ќе се случи настанот или овој мюзикл, а ќе можеме тоа да го споделиме со публиката како впечаток или импресија. Споминавме 50 деца на сцена, голема екипа и тим кој што работи позади ова и за сето тоа е потребна една голема организација или да речеме синхронизација кога се подготвува еден ваков настан. Меѓу другото, ова е една приказна која што е доста инспиративна и која треба да допле до публиката или онака како што видиме со прашање кое што секој од нас треба да го одговори, тоа е дали убавината се гледа со очи или со срце. Што значи покрај тие таа сцена која верувам ќе допре и на тој начин визуелно до публиката, но и емотивно или она кое е важно особено во денешно време за младите и за љубовта. Ако имаме различни дистракции, тогаш треба да се фокусираме на она што е најважно во животот, а тоа е љубовта и да погледнеме на вистински начин. Секако. Љубовта, прифаќањето на различностите, тоа се основните лекции кои не учи овој мюзикл, да не судиме по надворешниот изглед, да дозволиме да ги запознаеме луѓето онакви какви што се. Овој мюзикл има своја посебна убавина, бидејќи е преведен и препеан на македонски јазик, бидејќи знаеме дека приказните во мюзиклите се раскажуваат и преку песните. Маестралниот препев на Весна Малинова го дозволува тоа да се разберат на македонски јазик, значи ние работиме и на сочувување и на нашиот јазик воедно. И едноставно воопшто нашата мисија како здружение Крео Аксис, кој стои позади ова студио за детски и младински мюзикли, има мисија и да се посвети на образовниот процес, освен образовниот се извинувам и на воспитниот процес при растењето на децата, затоа што е многу битен за формирање на карактерот. Така да многу често разговараме за пораките кои ги носи секој мюзикл, за тоа колку е битно другарството, колку е битна почита, колку е битно да се слават тугите успеси, колку е битно да се запознаеме, да си дадеме шанса да се запознаеме со друг. И сметам дека сите овие деца кои се занимаваат со уметност, особено со музичка, се толку племенити што едноставно не размислуваат на некои други нешта. За жал, како што веќе спомнавте во најавата, се случуваат во нашето секојдневие и ова е еден апел и до родителите да децата да ги усмеруваат, да се занимаваат со музика. Така е, ние во многу наврати сме споменале дека културата ни е столб на едно општество и навистина има големо значење во развојот на младите, а би рекла и во развојот на сите луѓе генерално. Наташа, што после овој мюзикл, бидејќи ќе имаме можност да го погледнеме на 30 и 31 мај во рамки на фестивалот на детски мюзикли, но како екипа, како тим, верувам дека веќе размислувате и на нешто следно. Дали ќе имаме можеби пауза во текот на летото, па од септември со нови предизвици или нема да мирувате и во текот на летните денови? Децата заслужуваат одмор, и ние возрастните, така да... Така е. Јули и некаде до средината на август ќе се одмараме, веќе од средината на август започнуваме со нови подготовки, бидејќи сакаме септември да го започнеме подготвени, односно да се го повториме овој мюзикл, а како што веќе најавивте, како веќе да знаете или како никој да ви кажал дека Весна Малинова препиува нов мюзикл за нас, меѓутоа тоа ќе го оставиме малку подоцна да го најавиме. Ние веќе знаеме на кој следен проект ќе работиме, меѓутоа сакаме Убавицата и Ձверот да заживее, можеби да отидеме во некој друг град,
да не бидат и таму, да инспирираме повеќе деца да се занимаваат со уметност, повеќе наставници да го применуваат овој, да речеме, оваа форма на уметност во нивните образовни процеси, па се надеваме дека сите овие планови што ги имаме ќе ни се отворат. Така е, навистина не само овој мюзикл, туку и сите претходни кои што се ги направиле заслужуваат да бидат погледнати од што поголем број на дечиња, но и возрастни во целата наша земја. И навистина јас ви посакувам, односно ние како тим посакуваме да оваа убава приказна за убавицата и ѕверот патува и низ Македонија, затоа што навистина заслужува поголемо внимание, би рекла. А бидејќи ни откри дека Весна Малинова работи веќе и на следната убава приказна музичка. Само едно прашање, нема да откриваме за кој мюзикл ќе станува збор, но ме интересира дали таа ги дава идеите или прва ги дава идеите за тоа што ќе се работи, или можеби децата понекогаш кажуваат на каков проект би сакале да работат во иднина. Тоа секогаш е различно, некогаш зависи од тоа во моментално со каков кастинг располагаме, па добиваме инспирација, можеби препознаваме некој лик во некој наш член и така се усмеруваме. Меѓутоа, Весна дефинитивно има омилени мюзикли и многу често ни се поклопуваат вкусовите, така да работата ни оди многу лесно. Така е, тоа е тимот кој што победува и не се менува, веројатно. Така е, каде може само во една минута билети да се набават за оние кои што ќе сакаат да учествуваат? На МК Тикет има билети за фестивалот на 30. Благодариме за ово утринско вклучување во нашето утринско будење, едно од најгледаните рубрики, а има и зошто, а тоа е токму најавата на настани кои што вреди да се погледнат. До слушање, до гледање во следна прилика, каде што ќе ги погледнеме, верувам, и тие фасцинантни фотографии и видеа, но вистинско уживање ќе биде да се погледне во живо, сите кои што сакаат ќе можат да присуствуваат.